Сега е време за најавениот разговор поврзан со кардиоваскуларните заболувања. Како што веќе знаете, утринава наша гостинка е доктор Ивана Јовановска-Христова, специјалист по кардиологија од болницата Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата и сакам да ви искажам благодарност што издвојувате време за едукација на нашиот народ или аудиториум со цел за превенција на кардиоваскуларните заболувања и нормално останати болести од интерес. Така, таа едукација е неопходна ако сакаме да имаме здрав и квалитетен живот и затоа ваквите совети, ваквите гостувања и разговори навистина се добре дојдени не само за возрастната публика, туку буквално за сите генерации, а особено денешниот разговор посветен на кардиоваскуларните заболувања затоа што според некои статистики се цени дека спаѓаме меѓу земјите со најголем број на кардиоваскуларни заболувања. Дали е ова вистина? Да, тоа е вистина. Ние спаѓаме во земја со многу висок ризик, заедно со бројни други земји, но сепак ние поаѓаме од самите себе си. Мора нешто да промениме во начинот на кој што делуваме и да ги модифицираме животните навики, кои што очигледно не ставаат на едно високо ризично место на светско ниво. Така не градира Светската здравствена организација, но и од самите искуства кои ги имаме од секојдневната клиничка пракса. Сепак, ако погледнеме во одредени калкулатори за ризик или скорови, кои што ги користиме ние како кардиолози, апсолутно имаме еден водопад од црвена боја, која не отсликува нас и кој треба да го крене алармот во секој од нас дека е време нешто да превземеме. На што се должи тој висок процент на кардиоваскуларни заболувања кај македонците? Значи има многу нешта, но сепак не е тоа толку тешко да се постигне некоја промена. Пред се започнувам од животниот стил и навики. Изработена е една шема по кој што се нарекува животни 7 навики или цели кои е потребно да ги постигнеме. Тие ќе започнем од првата. Пред се тоа е пушењето, односно таа лоша навика која што многу мина ја практикуваат, апсолутно прекин на пушењето, кое што е прво нешто, потоа веднаш зад него е оној body mass index кој што честопати го споменуваме. Значи 25 килограми на метар квадратен, body масот се пресметува со тоа што вашата тежина ќе ја поделите два пати со вашата висина. И доколку тоа изнесува повеќе од 25 килограми на метар квадратен, нормално дека имаме покачен body mass index. Доколку имаме 27, од тука веќе кардиоваскуларниот ризик расте. И многу е важно колку време ќе се задржиме во таа критична зона. Понатаму, тоа е вредноста на шеќерот во крвта, која што границата е 5,6 и нормално со текот на време ќе биде се пониска и ќе бидеме многу поригорозни. Понатаму тоа е нивото на масти во крвта или оној вкупен холестерол кој го бараме да го изработат нашите пациенти, кој што е потребно да е 5,1 како целна вредност или ЛДЛ, оној лош холестерол кој што е потребно кај здрава популација која не прима никаква терапија да е под 3 или под 2,5. Исто така начинот на исхрана, што подразбира здрав начин на исхрана. Тоа е многу комплексно прашање, но ќе одговорам наједноставно што можам. Тоа е внес на неколку порции свежа храна, тоа не мора да биде само овошје, може да е и зеленчук. Потоа да е богата со растителни влакна храната која внесувате, да се комплексни јаглени хидрати и нормално да е со незаситени масни киселини. И нормално рибата, која што потребно е да има 1 до 2 порции во една недела. Физичката активност. Таа е најголем непријател на дијабетесот и нормално на останатите кардиоваскуларни заболувања и компликации. 150 минути. Не се фиксирајте ниту за бројката, ниту за време траењето. Само излезете надвор и практикувајте било каква форма на физичка активност. Со кој интензитет и темпо кое вие ќе си го одредите и вам ви одговара.
Значи, што повеќе движење, што помалку седење пасивно дома и умереност во исхраната, добар избор на продукти, што уште може да се направи во насока на превенција? Кон кои принципи треба да се стремиме за да се заштитиме од кардиоваскуларните заболувања? Значи вака, немојте било кој симптом кој што ќе се јави. Тоа е одреден сигнал кој што вашето тело го дава, дека нешто е потребно да се доиследи и да видиме што се случува. Значи, секогаш слушајте го вашето тело и действувајте врз основа на тоа. Значи, потребно е да направите една основна лабораторија, да направите едно основно испитување кој што представува електрокардиограм. Тоа е се достапно во амбулантски услови. Тоа не бара никаква итност или ваше итно доаѓање и презентирање во ургентен центар. Тоа значи доаѓање во комплетна, значи здравост, во добра физичка кондиција, но потребно е да се доиследиме. Симптомите ќе ги набројам потоа, кои што апсолутно треба да им обратиме внимание, но и како млада особа која е работоспособна, потребно е во животот да направи еден електрокардиограм, потоа по индикација да се направи ехокардиографија, односно да се прикаже срцевите шуплини и самата пумпна снага на срцето и доколку постои индикација да се направи еден тест на оптоварување за проценка на вашата хемодинамска активност или одговор на вежба. Докторка, ги спомнавте симптомите и кажавте дека постојат симптоми кои што треба да ни се аларм и кои што не треба да ги занемариме, туку треба да ни бидат сигнал да се обратиме. Кога веќе имаме симптоми, значи веќе делуваме на некој поинаков начин. Со тоа што? Прво и основно, градната болка од било каков тип не смее да се занемарува. И да е безазлена, и да ја оставите неколку дена, да речете, по ова не е ништо. Ние го сваќаме многу сериозно како кардиолози и медицински работници. Да, обично самото тело ни дава сигнали, секогаш кога нешто не е. Слушајте го срцето. Значи, градната болка е најголема итност која бара доиследување од наша страна. Каков е типот, кога се јавува, колку долго трае. А заедно со неа диспнејата или глад за воздух и заморот, кои се нејзини еквиваленти. Доколку тие се јават, самиот електрокардиограм веднаш покажува кој е ниво на итност на овој пациент. А понатаму, кој е доиследување и во која насока ние ќе го третираме. Некогаш може и таа градна болка да биде и мускулна, и заради претерано оптоварување, или една непреспана ноќ. Значи, сепак мора ние тоа да го додиференцираме и јасно да одговориме. Тоа никогаш немојте да го сватите безазлено и едноставно да чекате да помине. Секогаш слушајте си го срцето. Тоа е секогаш во право. Да, убаво кажано. Вие веќе спомнавте дел од тие кардиолошки процедури и исследувања што се неопходни кога веќе кај некој пациент ќе се појават дел од тие симптоми за кои што пред малку говоревме. Има ли уште нешто од тие процедури што го користите во секојдневната амбулантска пракса? Со какви искуства најчесто се соочуваат? Значи вака, има многу клинички профили на пациенти. Овој период од годината амбулантите се преполни со лица кои имаат варијации во крвниот притисок. Нормално ние тераписки ќе делуваме, но прашањето или запрашајте се, зошто тоа се јавило токму сега и што е тоа што го предизвикало да се јави овој пик на крвен притисок. Тука може да се кријат многу други пропратни заболувања. Бидејќи ако го сватиме срцето како една куќа, која што има нормално своја електрика, водовод, може проблематика да биде и од тие две страни. И алатките со кои располагаме, нека не се плашат нашите клиенти, идни пациенти, секако. Тие се безболни, траат кратко, а добиваме многу јасен приказ во самата клиничка и кардиоваскуларна состојба на пациентот. Ке го извојам електрокардиограмот. Се ставаат електроди на телото, се лежи мирно и веднаш добиваме запис. Тоа трае неколку секунди. Не боли ништо и ве запознаваме, тоа е една ваша лична карта. Потоа преминуваме врз основа на тој наод
дали има потреба да направиме ултразвук на срцето, да ги прикажеме срцевите шуплини. Не секогаш може тука да се крие коронарна артериска болест, особено кај помлади лица. Тука може да се крие некоја болест на срцевите залистоци, може да е некој проблем во електриката и спроведувањето. А кај повозрасните пациенти, инвестигацијата ќе ја продолжиме со тестот на оптоварување, но исто и кај помладите, нели, доколку правиме превентивен преглед, а кај повозрасните тестот на оптоварување може да ни демаскира една јасна презентација за постоење на коронарна артериска болест. Тоа е проблем со крвните садови. Бидејќи и јас и вие имаме атеросклероза. Проблемот е колкава е и колку е таа сигнификантна. Доколку е, тогаш ќе ве насочиме што треба да се направи понатаму. Првиот чекор секако е да се направи вистинска диагноза за состојбата на кардиоваскуларниот систем, а нели доколку има индикации, потоа треба и да се делува. Сега медицината постојано оди напред и постојано има се понови и посовремени начини и терапии. Апсолутно. Кардиологијата е една од најиспитуваните гранки со најголем број на исследувања кои што се прават на светско ниво. Најната палета на лекови е многу голема и многу мотна. Некогаш една терапија е потребно да се ревидира и да се осовремени. Велам, ајде да ве третираме како во 21. век и нормално како што би ве третирале во најголемите референтни светски центри. Значи, таа палета е огромна и нормално може да спречиме прогресијата на болеста, целно да делуваме и индивидуално да делуваме. Односно, таа терапија да е наменета само за вас и вашиот клинички профил. Таа терапија не одговара на никој друг, одговара само за вас. И сега, одењето на лекар во денешно време често пати знае да биде оптоварување за семејниот буџет, па во услови на економска криза болницата Аџи Бадем Систина веројатно мисли и на тој момент и има ли некои актуелни поволни пакети кои што може да ги искористат сите оние што чувствуваат некои од симптомите за кои што на почетокот проговоривме и кои што се плашат дека може би имаат некое кардиоваскуларно заболување. Значи да не чекаат да им биде навистина лошо за да отидат на доктор, бидејќи кажавте многу е важно навреме да се направат сите тие контроли за да може да се превенира болестите и да може да се избегнат некои посериозни веќе облици и фази на кардиоваскуларните заболувања. Тоа е точно. Иако сме ние приватна здравствена установа, типот на клиничка болница, наша должност е да одговориме на потребите и нормално во оваа економска криза постои. Ние сме тука за нашите пациенти, за тоа да им го олесниме и да им е што подостапно. Така да изготвени се неколку пакети, кои што се промотивни пакети, кои вклучуваат неколку процедури по цена на само една процедура која беше претходна. Целта да е што подостапно, што пораспространето и поприфатливо за нашите клиенти. Така да, има неколку пакети. Се зависно од клиничката презентација. Доколку имаат пациентите промени во ритамот или чувствуваат една неправилна срцева акција, тогаш имаме можност да се доиспита во ритмолошкиот пакет, кој што подразбира снимање 24 часовно на ритамот на срцето, ехокардиографска проценка, нормално кардиолошки преглед и оној електрокардиограм кој е базата од која поаѓаме. Доколку пациентот се презентира со вариации во крвниот притисок и нормално тие се ново појавени или може би само има потреба од промена на терапијата, а не бил на кардиолог, потребно е тука да се направи може би 24 часовен холтер, мониторирање на крвниот притисок, ехокардио, односно ултразвук и нормално електрокардиограмот. Значи, тие се пакети скроени врз основа на клиничкиот профил на секој пациент кој што се презентира. И нормално ултразвучниот преглед на долните и на долните екстремитети, кои е венски, артериски, за да се откријат било какви тромботични компликации. Секој може да добие информација во нашиот кол центар колку тие чинат и нормално да се презентираат за еден обичен амбулантски преглед.
Така, кога е вистинското време да се направи еден прв ваков преглед? Сега зборувам и за помладите луѓе, и за помладите пациенти. Обично порано се мислеше дека кардиоваскуларните заболувања доаѓаат во подоцежниот период од животот, меѓутоа современиот начин на живот, стресот, напнатоста со која што секојдневно се соочуваме, прави тој возрасен праг да се спушта се пониско и пониско. Да, точно е тоа. Значи, возрастната граница, ние сепак работиме со адултна популација, тоа е над 18 години. Порано на светско ниво, вакви калкулатори за проценка на ризик за оваа возрастна група не постоje. Но самото намалување на возрастната граница побаруваше да тие се создадат. И денес и постојат. И се градирани за лица од 18 до 30 години, од 30 до 40, а понатаму од 40 па нагоре до 70 години, се за онаа популација која велиме тука може да имаме една презентација и нормално диагноза за одредено кардиоваскуларно заболување. Над 40-тата ги охрабрувам сите и кои немаат потешкотија да направат еден ваков превентивен преглед, под 40-тата при појава на симптоматологија, која што може да биде од еден граден дискомфорт, една непријатност во градите, срцебиење. Тука најчесто проблемите може да се со срцевите залистоци, може да се јават проблеми со електриката или спроведувањето во срцето, така да апсолутно возрастна граница или не постои, но ги охрабрувам сите на 40-та година апсолутно да дојдат и да направат превентивен преглед, порано за оние кои имаат генетска предиспозиција, односно некој во семејството кој имал рана презентација на кардиоваскуларно заболување или летален исход од истата, што е пред ранета срцева смрт. Доктор Јовановска Христова, се надевам дека ова што го кажавте сега ќе допре до многумина што не слушаат, за да може навреме да се јават, да направат контролни прегледи и да се осигураат дека добро им функционира кардиоваскуларниот систем или доколку имаат веќе некои нарушувања, истите да бидат соодветно третирани. Ви благодарам многу за гостувањето и за убавите совети што ги споделивте со сите нас, а ете вие почитувани гледачи, слушнавте, внимавајте на вашето здравје, трудете се здраво да се храните, да спортувате, да посетувате лекар навреме, за да не го правите тоа кога вашата здравствена состојба ќе биде нарушена. Екипата на утринската програма на телевизија Алфа ви благодари за вниманието, ви посакува убав остаток од денот, имајте убав викенд, се гледаме веќе во понеделник во 6 часот и 25 минути.